Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Рапидно расте бројот на заразени со коронавирусот во Гостиварско. Наставата ќе биде онлайн, освен за учениците од прво до трето оделение кои ќе имаат право на избор за настава од дома. Приведен 22 годишник кој агресивно се однесувал во Гостиварска болница. Коронавирусот во Гостивар интензивно се шири, а надлежните како да забораваат на проблемот. Голем дел од институциите веќе неколку недели наназад не испраќаат своји представници на состанокот на кризниот штаб на кој се разгледуваат состојбите. Многу празни столчиња во салата на општина Гостивар, каде што се одржува состанок на кризниот штаб за состојбата со коронавирусот. Иако токму овој период Гостивар е еден од најпогодените региони од заразата, голем дел од институциите неколку недели наназад не испраќаат своји представници. Поради тоа не може да се добијат сите информации, како на пример за контролите на лицата со решенија за изолација, за болничките капацитети за пациенти со ковид и друго. Од локалната самоуправа апелираа институциите кои што се дел од кризниот штаб посериозно да ја сватат обврската и да доаѓаат на состаноците. Апелот е сите да дадат придонес во оваа борба со пандемијата, сите институции кои се компетентни за некои делови од справување со пандемијата би требало да се присутни за сите заедно излеземе на крај со ситуацијата во која се наоѓа не само општина Гостивар, него целата држава. Според информациите од кризниот штаб, моментално активно болни на подрачјето се 255 лица, од кои 224 во општина Гостивар, 29 во општина Врапчиште и 2 во Маврово Ростуше. Состојбата останува сериозна, рекоа надлежните, но охрабрува што за една недела има над 100 оздравени пациенти. Ситуацијата е уште сериозна, меѓутоа радува бројот на оздравени пациенти за разлика од минатата недела. Имаме 106 оздравени пациенти. Вториот заклучок останува апелот до граѓаните и до институциите да се придржуваат до мерките како што се носење маска, чување на дистанца, како и пазење на личната и колективната хигиена. Потенцијален ризик за ширење на вирусот има и во гужвите пред банките кои особено можат да се забележат деновиве. Голем број на граѓани уште од наутро доаѓаат да си ја завршат работата, но сепак остануваат да чекаат пред врата и по час-два, со оглед дека има ограничување колку клиенти смеат да бидат внатре во исто време. Во редиците дистанца не се одржува, а носењето маски не го почитуваат сите. Гужвите се резултат на потребата на граѓаните за отворање на нови трансакциски сметки, откако Евростандард банка отиде под стечај и сметките таму им се блокирани. Министерот Венко Филипче на денешната пресконференција истакна дека состојбата со епидемијата е стабилна, а бројките покажувале намалување на заразените и на смртните случаи од COVID-19. Во последните 24 часа евидентирани се 130 новорегистрирани случаи на COVID-19. Во Тетовско 13, а во Гостиварско има нови 18 заразени пациенти со вирусот. И покрај тоа што во овој момент ситуацијата е стабилна, неинтензивно се подготвуваме за есенските месеци, кога предпоставуваат и многу други земји во регионот, во Европа, на северната хемисфера, дека ситуацијата може да се комплицира, заради тоа што е тоа вообичаена сезона на респираторни заболувања, дополнително период кога се појавува сезонскиот грип и тие пациенти ги окупираат истите оделенија, како и пациенти со ковид, кои што сега се лекуваат во контекст на уште на почетокот на летото. Започнавме со зајакнување, надградба на капацитетите за третман на пациенти заболени од ковид, како дополнување на монтажната болница до инфективната клиника, која има 70 на кревети, овој момент е целосно празна, но исто време целосно спремна и со централен довод на кислород да прими
пациенти, уште еден монтажен објект се постави до клиниката за пулмологија и алергологија како мини триажен центар. И по овој модел поставаме уште 16 други регионални мини инфективни оделенија во Гевгелија, Куманово, Прилеп, Кавадарци, Струмица, Кичево, Дебар, Гостивар, Струга, Кочани, Охрид, Велес, Тетово, Штип, Битола и Ресен. Во овој момент проектната единица на Светската банка, која е во рамките на Министерството за труд и социјална политика, со нашите експерти работат на подготвителните постапки за почеток на овој процес. Овие, ќе ги наречеме COVID центри, ќе се поставуваат во непосредна близина до болниците за да бидат физички лесно достапни за кадрот, но пациентите да бидат целосно одделени и болниците да останат целосно чисти, за да можат и другите пациенти да добијат здравствена услуга без одлагање. При зголемувањето на капацитетите ги имаме во предвид и тековните медицински програми. Јас неколку пати кажав дека мора да се подготвуваме за полоши сценарија, но верувам дека ако доследно се придржуваме до сите превентивни мерки, носењето на маска, дистанцата, хигиената, овие лоши сценарии може да превенираме и тие да не се случат. Наставата ќе биде онлайн, освен за учениците од прво до трето оделение кои ќе имаат право на избор за настава од дома. Комисијата за заразни болести, Министерството за здравство и Министерството за образование донеса одлука околу почетокот на новата учебна година. Таа треба да почне онлайн, но родителите на децата до трето оделение ќе имаат избор, односно ќе може да бираат дали децата ќе следат настава со физичко присуство. Имаме одлука, конечна одлука за новата учебна година да биде по принцип да се организира преку средствата, електронските средствата онлайн, значи да имаме онлайн настава, но со 2 исклучоци, субстанцијални исклучоци. Првиот исклучок се однесува на децата, на учениците од прво до трето оделение, кои што треба да ја следат наставата со физичко присуство и истовремено за истите се бара да имаме и согласност од родителите. И за време на организирање на овој образовен процес е неопходно да имаме и согласност од родителите, а истовремено да се почитуваат и сите протоколи кои што Министерството за образование и наука веќе ги подготви за овој модел на организирање на образовниот процес, значи за модел со физичко присуство за организирање и реализација на образовниот процес. А да им потенцираше дека ваквата одлука е донесена по препораките на Комисијата за заразни болести. Во Сдруженијето на пензионерите Тетово се вршат бесплатни здравствени прегледи. Во време на пандемија, кога поради мерките пациентите за секој преглед мора да чекаат со денови и недели, бесплатните здравствени прегледи кои се одвиваат во Сдруженијето на пензионерите Тетово се добра можност по возрастните граѓани на побрз, но едноставен начин да го прегледаат своето здравје. Вршиме екодиагностички прегледи, бесплатни прегледи на сите пензионери за овој месец и тоа од диагностика на абдоминални органи, дојки, гуша и се останато што е во склоп на екодиагностиката. Да ни кажете каква е вашата оценка? Какво е здравјето на пензионерите? Од досегашните мои прегледи на пензионерите релативно се во добра здравствена кондиција и што е најважно, многу обраќаат за своето здравје се грижат, идат сите на преглед, и мажи и жени. Пациентите благодарни поради бесплатните прегледи, кои се почести во Сдруженијето на пензионерите Тетово. Не сум разбрал, сега разбрав, моментално се сретаме со докторов и многу уба работа ова да се прегледа сите. И дори дојдов да закажам и ако имаше гужва да закажам другите. Значи ова е уба онако што го направи докторов. Доктор Спасеновски вели дека пензионерите се дисциплинирани и внимаваат за своето здравје. Од досегашната увид на прегледани пациенти, кај женската популација најголем број болести се кај дојките. Тоа е вообичаено, зашто и најраспространети се болестите кај дојките.
а кај машката популација највише се жалат на бубрези, простатата, бешиката, што е и нормално за самата возраст. Од досегашната моја увид на сите пациенти се доста дисциплинирани, и машката и женската популација, и се придржува на сите совети што им ги даваме. По главном, самата возраст си носи определени болести, некој има хроницитет од порано, а некој самата возраст, што ние ги дефинираме и диагностицираме, и затоа и даваме и совети и терапија, или ги упатуваме на повисока инстанца кај специјалисти. Бесплатните здравствени прегледи ќе траат до крајот на овој месец. Вработените во Тетовската територијална противпожарна единица со надеж дека идната година ќе се реновира објектот во кој работат. На нивно барање деновиве им беа направени медицински прегледи. Тетовските пожарникари со надеж дека од идната година ќе работат во реновирани простории. Ова ветување го добиле од Тетовската градоначалничка на нивно барање. Објектот во кој го поминуваат работното време е стар повеќе од 35 години и во него не е сменето ништо, освен со мали донации. Од кога е формирано и направен објектот на територијалната противпожарна единица Тетово, никогаш одека не е реновирано или нешто направено. Значи, од страна на општината ни е кажано дека ова ќе биде, се надевам дека многу брзо и ова е прифатено дека објектот ќе се реновира комплетно. Колку години е стар објектот? Објектот е стар 35 години до 40 години, толку е. Значи, никогаш ништо не е овдека направено. Значи, после 40 години се чека да се реновира објектот, значи вратите, прозорите, па и подлабоко сите работи да се реновираат. На барање на пожарникарите деновиве им биле направени медицински прегледи и скрининг за COVID-19, кој покажал дека ниту еден од нив не е позитивен. За среќа голема, што сите сме излегли, значи, негативни во поглед на со коронавирусот и сме излегли здрави. Значи, сме сигурни за ова работа што ја вршиме и ова тешка професија, значи нашите граѓани да бидат многу сигурни. Дополнително уште едно од барањата до локалната самоуправа и нови вработувања во територијалната противпожарна единица, поради тоа што сегашните пожарникари го обслужуваат Тетово и околните 5 рурални општини. Денес беше одбележан Денот на армијата. Централното одбележување на Денот на армијата во Скопје почна со почесна артилериска стрелба и со интонирање на македонската химна, на химната на НАТО, како и химната на армијата. Со едноминутно молчење присутните им одадоа почит на сите загинати и починати борци за слободата на државата, на загинатите и починатите припадници на армијата, како и на сите жртви од COVID-19 во земјава и во светот. Ова година станавме 30-та членка на НАТО, Организација на демократски и просперитетни држави. Членството е резултат на големото мнозинство наши граѓани, како и на залагањата на повеќе парламентарни состави и влади во изминативе 3 децении. Неспорно е дека станува збор за исклучително историско постигнување, која ја гарантира нашата безбедност и ја јакне внатрешната кохезија на нашето мултиетничко општество. Полноправното членство во НАТО немаше да биде возможно без напорите во континуитет и професионалниот однос на сите припадници на армијата, без луѓето кои секогаш се движечката, главната динамична сила на интегративниот процес. Нашето членство е резултат на темелните одбранбени реформи, личната посветеност на храбрите жени и мажи во нашите вооружени сили и нивното учество во ризичните мировни мисии во светот.
Председателот и врховен командант на вооружените сили Стево Пендаровски со орден за воени заслуги ги одликува Канцеларијата за соработка во одбраната на Соединетите Американски држави, Баталјонот за воена медицинска поддршка од логистичката база, како и третиот пешадиски баталјон од првата пешадиска бригада од командата за операции при армијата, за високата професионалност, пожртвуваност и за исклучителен придонес во извршувањето на задачи при справување и санација на елементарни непогоди, обезбедување на јужната граница за време на мигрантската криза и поддршка во активностите за справување со пандемијата во прогласените кризни региони во општините Дебар и Центар Жупа. Третиот пешадиски баталјон како дел од армијата во текот на овие изминати години има видлив придонес во јакнењето на одбранбената способност, зачувување на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на државата, како и во градење и афирмација на армијата, извршувајќи ги задачите на домашен и меѓународен терен. Истакна командантот на Тетовската касарна подполковник Изеир Ејупи на денешното одбележување на Денот на армијата во касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово. Приведен 22 годишник кој агресивно се однесувал во гостиварската болница. Во сообраќајна незгода во Гостивар повреден моторциклист. Следува полицискиот билтен на СВР Тетово. 22 годишник од гостиварско село вчера вечер бил приведен бидејќи се однесувал агресивно и се обидел физички да се пресмета со вработени во гостиварската општа болница Ферит Мурат. Непосредно пред тоа во болницата бил донесен неговиот татко за укажување лекарска помош, откако бил повреден во сообраќајна незгода, кој според пријавеното во меѓувреме физички нападнал вработена во болницата. 46 годишен мотоциклист е повреден во сообраќајна незгода во која учествувало и патничко моторно возило управувано од 24 годишен гостиварец. Незгодата се случила вчера вечер на крстосницата на улиците Гоце Делчев и Линденска во Гостивар. Повредениот мотоциклист е пренесен во гостиварската болница за укажување лекарска помош. 26 годишна жителка на гостиварско село вчера во СВР Тетово пријавила дека во периодот од октомври минатата година до сега 28 годишник од гостиварско село со кого била во љубовна врска во повеќе наврати со закана и изнудил поголема сума парични средства. Пријавениот е лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот. Вчера вработен во казнено-поправната установа Затвор Тетово во СВР Тетово пријавил дека при преглед на затвореник од Гостивар кој се вратил од викенд му била пронајдена марихуана. Од полицијата информираат дека вчера за неносење заштитни маски казните се вкупно 73 лица, од кои 48 во Тетовско и 25 во Гостиварско. Во овој период на 65 лица во Тетово и 58 во Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лица со вакви решенија не било утврдено непочитување. Полицијата ќе дели флаери со пораки и совети за задолжително користење на сигурносни појаси во возилата, во функција на поголема безбедност на Неделава на поширокото Тетовско гостиварско подрачје започнаа планираните активности во рамките на сообраќајната воспитно-едукативна кампања, чие мото е летна кампања, а што заеднички ја спроведуваат Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во текот на кампањата на возачите од ова подрачје покрај другото, ќе им бидат дистрибуирани околу 3000 флаери испечатени на македонски и на албански јазик со пораки и совети за задолжително користење сигурносни појаси во возилата во функција на поголема безбедност на возачите и сопатниците. Флаерите исто така содржат и појаснувања кога и зашто да се употребуваат ваквите појаси, но во нив се потсетува и на законските санкции за неисполнување на оваа законска обврска. Целта на ваквите активности и кампањата во целина е подигнување на сообраќајната свест и култура на возачите, дотолку повеќе што во летниот период значително е зголемена вкупната фреквенција на патиштата во Полошкиот регион, велат од СВР Тетово. Интери се придружи на Севилја во финалето на фудбалската лига на Европа, откако синоќа го совлада Шахтјор Донецк со 5:0. Интер е вториот финалист на Лигата на Европа, откако синоќа го совлада Шахтјор Донецк со убедливи 5:0.
Резултатот беше отворен во 19-тата минута со голот на Лаутаро Мартинес. Воедно ова беше и резултатот со кој се замина на паузата. Во вториот дел Шахтер Донец се обиде да се врати во надпреварот, но само остави простор за разиграните фудбалери на Интер да забележат убедлива победа. Во 64-та минута веќе беше 2:0 за Интер со голот на Данило Дамброзио. 10 минути подоцна патникот во финалето веќе беше познат, бидејќи Мартинес го постигна својот втор погодот на надпреварот, вкупно трет за Интер. До крајот на мечот Ромелу Лукаку постигна 2 погодоци во 78-та и 84-та минута, за да ги постави конечните 5:0 за Интер на овој надпревар. Финалето на Лигата на Европа ќе се одигра во сабота во 21 часот на Рейн Енерджи стадионот во Келн, а ќе се сретнат Интер и Севиља. Токму Севиља е најтрофејната екипа во Лигата на Европа со вкупно 5 трофеи, од кои последниот го освои во 2016 година. Интер 3 пати има триумфирано во ова надпреварување, а италијанската екипа последен пат се радуваше на трофејот во 1998 година. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!